Владата на Република Македонија, предводена од Зоран Заев, утре за прв пат од пратеничките клупи ќе одговара на прашања поставени од пратениците во Македонското собрание. Председателот на Собранието на Република Македонија, Талат Џафери, за утре ја закажа 23-та седница на која на дневен ред се поставувањата на пратенички прашања. Според Собранискиот деловник, седницата за пратенички прашања се одржува секој последен четврток во месецот, но овој пат е поместена за еден ден, односно во петок, заради денешната заедничка седница на владите на Македонија и на Бугарија во Струмица. Првата седница за поставување пратенички прашања парламентот треба да ја одржи по поминати 100 дена од формирањето на владата, но поради локалните избори таа беше одложена. На седницата, каде што задолжително присуствуваат председателот и членовите на владата, присуствуваат и други носители на јавни функции за кои е најавено дека ќе им се постави прашање. Редоследот на поставување на пратенички прашања го утврдува председателот на Собранието во договор со координаторите на пратеничките групи, на начин на кој ќе обезбеди сооднос 2:1 во корист на пратениците од пратеничките групи во опозиција и на пратениците во опозиција кои не се организирани во пратеничка група. Се очекува пратениците од опозицијските партии да постават голем број на прашања до премиерот и министрите на македонската влада, особено за актуелните политички теми кои се однесуваат на договорот со Бугарија, решавањето на спорот со името и други актуелни теми. Последната седница за поставување на пратенички прашања беше одржана пред повеќе од една година, односно на 29 септември 2016, непосредно пред распуштањето на минатиот состав на парламентот поради одржувањето на парламентарните избори во декември, пошто беше формирана новата влада. Тогаш на пратенички прашања одговараа тогашниот премиер Емил Димитриев и министрите од владата за спроведување на изборите во 2016 година. Освен 23-та седница, председателот на Собранието Талат Џафери за утре ги закажа и продолженијата на 8-та седница, на која треба да се расправа за заменици на генералниот секретар на Собранието, како и на 12-та седница, на која на дневен ред се 2 точки предложени од страна на опозицијата.